Благодарам, председателе. Почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми, почитувана македонска јавност, се јавувам процедурално по член 124 став 2 во дневниот ред може да се внесат и прашања што ги предложиле пратениците, председателот на Собранието и владата. Се јавувам процедурално заради тоа што иницијативата во врска со реализацијата за изградбата на модуларните болници баравме ова информација да биде ставена како точка на дневен ред на Комисијата за труд и социјална политика заради итноста, односно важноста на се она што се случува во нашата држава. Ке започнем со слоганот "Можеме", со кој што дојдовте на власт. Слоганот "Можеме" и сега многу пати се прашувам дали можете уште повеќе и уште полошо од ова. Ако можете уште повеќе и уште полошо од ова, аман заминете си од политичката сцена и сите ние да куртулиме од вас и од вашето владење. Секогаш кога СДСМ е на власт, граѓаните на Република Македонија го плаќаат со човечки животи. Денес Република Македонија се наоѓа на прво место по број на починати граѓани од COVID-19 и ќе ви ја кажам последната статистика. Република Македонија стапка на смртност на 100.000 жители 18,4 на прво место, Црнагора 13,4, Бугарија 13,1, Босна и Херцеговина 10, Романија 3,5, Србија 4,1, значи ние се наоѓаме на врвот по број на починати од COVID-19. И плюс Ај ви се молам, нека продолжи. Плюс имате 14 и плюс имате 14 живи изгорени луѓе во модуларна болница во Тетово. Како не ви е срам? Јас очекував уште истиот ден целата влада оставка да си дај, а не уште да браните нешто што не се брани. 14 живи луѓе изгореа. Први по стапка на смртност. Срамота. Ова не води никаде, никој никого не слуша. Ве молам, ќе ја прекинам седницата. Ви се молам. Секогаш ја прекинувам седницата на 15 минути.